Благодарам на сите, прво вака што цел ден ги следите нашите активности, навистина напорен ден пред се за вас и да се благодарам за тоа што ревносно ја информирате јавноста. Исто така би сакал да се заблагодарам на пратениците на пратеничката група на ВМРО-ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија, како и на нашите партнери, за тоа што денес имавме навистина еден од наша страна витешки ден. За жал, од другата страна имаме уште еден ден кој што ќе остане запишан на црните страници на македонската историја, затоа што денес во Македонија се погази демократијата. Денес во Македонија беше киднапиран пратеник, денес во Македонија видовме како режимот на власт се трансформира во најкриминоген режим воопшто виден на просторот на Европа. За тоа ќе има одговорност, многу побрзо од тоа што мислат, ќе дојде денот кога ќе одговарат сите оние кои што денеска киднапираја пратеник и сите оние кои што денеска одземаја телефони од пратеници, ги чуваја пратениците во одредени простории за да не можат да излезат и да комуницираат и направија се да македонската демократија денеска е погазена. Но не за долго, како што кажав, за тоа ќе има одговорност. Очигледно е дека криминалниот режим на власт се обидува по секоја цена да остане на власт. Тоа нема да трае, како што кажав, долго. Од овдека вечерва имам јасна порака во име на целата коалиција на ВМРО-ДПМН и обнова на Македонија, а тоа е дека најбрзото и наједноставно решение за излез од оваа политичка криза, а сега и безбедносна, израствена и енергетска криза, е брзи предвремени избори во најкус можен рок. Значи, брзи предвремени избори во најкус можен рок се решението за излез на оваа криза која што ја зафати Македонија. Благодарам, поеле така ме прашање. Многу едноставно, ова е неодржливо. Власта од денес има 59 пратеници, тоа е јасно. Распоредот во собранието е јасен. 60 пратеници на ВМРО-ДПМН, коалицијата и партнерите, 59 пратеници СДСМ и ДУИ и еден киднапиран пратеник на кој што му посакувам се најдобро и се надевам дека за брзо ќе биде ослободен, веројатно ќе го ослободат по 12 часот кога ќе помине оној рок за гласање или можеби ќе го ослободат и порано затоа што еве ние заминуваме, така што нема потреба да го држат, да им порачам на тие кои што го држат киднапиран, нека го ослободат затоа што ние после овој пресцес си заминеме, нема потреба да го држат човекот до 12 часот. Така што власта нема легитимитет, нема ни бројки во собранието и единствен начин да се реши оваа криза се брзи предвремени избори. Тврдите дека пратеникот е киднапиран, тоа е прилично сериозно кривично дело, тој тврди обратно. Располагате ли со некакви докази за тоа? Пријави неговата пратеничка група во полицијата, очекуваме полицијата да се произнесе, но не сме сигурни во на што кажуваше пратеникот. Многу е сомнително доколку навистина пратеникот имаше став дека владата треба да остане, ќе беше најлогично да дојде во собранието и да гласа за владата да остане. Пратениците можат да гласаат владата да се оди или владата да остане. Но да се крие цел ден, да не може никој од неговото семејство да го добие, да му бидат исклучени телефоните, па мистично да се појави статус на Facebook, па цела држава почна да зборува мистично да се појави некое видео каде што позади има бел зид, човекот е блед и изгледа како што изгледа видовте сите, е се само недемократија. Се откажувате ли од иницијативата за гласање на доверба на владата? Ќе ја повлечете ли како ќе постапите? Не, нема да ја повлечеме, оставаме на оние кои што се уште мислат дека имаат мнозинство и власт да одлучат што ќе прават со нејза, ние сега заминуваме и тоа е тоа. А која форма на действување ќе ја одберете? Зашто СИЕП денеска најави политичка радикализација? Кажав, најбрзо решение за излез од политичката криза се брзи предвремени избори кои што треба да се организираат. Очекувам деновиве да се договориме и да се реализираат брзи предвремени избори. Тоа би значило лидерска средба кај претседател на државата? Се што е потребно за да стигнеме до брзи предвремени избори, иако денеска претседател на државата, ако ми дозволите, потврди во собствената улога. Претседателот на државата често вака знае да дава коментари за што треба и за што не треба, ама во ден во кој што еден пратеник мистично исчезна, да му олеснам на Пендаровски да не мора да користи други зборови, да го нема да гукне ни А ни Б во однос на состојбата, но укажува дека е седнат во нечив скут. Вчера даваше глупи изјави од типот дека светските лидери не спијат за Зоран Заев да остане премиер, а денеска го нема А да каже за ова што се случува во Македонското собрание, заврши и тој како претседател, ќе си го види крајот во 2024 година. Ќе има протести, ќе повикате на протести, напуштање на собрание, како ќе Утре или во текот на утрешниот ден ќе заседаваат органите на ВМРО-ДПМН, ќе известиме за сето она што ќе се следни чекори, секако и
ќе комуницираме со нашите партнери и во коалицијата и во рамки на ова партнерска соработка која што имаме со повеќе политички партии. Дали Дека се одземени мобилни телефони, на кои пратеници? Па имаме сознанија дека дел пратеници на СДСМ не можеле денес да ги користат мобилните телефони, еве нека да, од СДСМ, нека потврдат дали е било така. Па исто така пратеници од СДСМ. Гледаме во собранието овдека, бевме тука, гледавме, да. Дали како партија имате денеска контакти со амбасадите и меѓународните партнери на земјава? Да, редовно сме во комуникација со стратешките партнери на Република Македонија, пред се Европската унија, Соединетите американски држави, така што во рамки на редовните активности секако дека комуницираме. Мислам за конкретниот случај со тоа што Да, секако дека ги информиравме, а исто така колку што знаеме и политичката партија без се информираше, затоа што сепак се работи за нивни пратеник. Дали имате докази дека пратеникот е киднапиран? Ние да имаме докази од опозиција. Мислам дека власта и МВР се тие кои што треба да ги извадат доказите, затоа што човекот очигледно физички не е тука, се појавува со едно видео со телефон, бел зид позади него, блед, испијан, со подошњаци, не спијан, така што мислам дека власта треба да одговори на овие прашања, ако ние ќе сме власт, ќе имате одговори А ќе на сите верувате прашања. во таква истрага и во Министерство за внатрешни работи? Да бидам искрен, не, затоа на почеток во изјавата кажав дека за брзо ќе дојде време кога ќе излезат сите работи по промената на власта.